Сакам да ви информирам дека денеска имаме редовен централен комитет на кој треба да ја информираме партијата, општинските комитети, членовите на ЦК за досегашниот тек на преговорите, разговорите со коалиционите партнери и односно патот по кој треба да се движи ВМРО Народна партија. Во исто време, после имаме и втора точка кај што ќе расправаме односно ќе гласаме за приоритетни листи на кандидати за пратеници, кој сметам дека исто така ќе заврши успешно. Она што сакам да го кажам на самиот почеток, потоа ќе има простори за прашања, се одредени шпекулации кои излегува во текот на вчерашниот ден. Значи, навистина малку во Народна партија сме запрепастени, а вчера видов дека и во ВМРО Обединети за Македонија се запрепастени од ставот и позицијата на представниците на Демократскиот сојуз и ФРОДЕМ за начинот зошто се прекинати разговорите. Именно сакам најодговорно да ја демантирам изјавата која дојде од нивна страна дека преговорите се прекинати затоа што ВМРО Народна партија и Обединети за Македонија не сакале да потпишат договор со кој ќе се обврзи коалицијата после изборите да не оди во коалиција со ВМРО ДПМН, ако добро разбрав. Значи, сакам најодговорно да ви кажам дека во овој месец дена наназад имав најмалку 5 средби со господинот Павле Трајанов и со господинот Јове Кекеновски. На некој од тие учествуваше и Љубе Бошковски. Во исто време комисиите во кои имаше најмалку од 10 до 12 членови во секој момент од сите политички партии преговара 5 дена и тоа некогаш се случуваше да преговара скоро по цели денови. Значи, во ниеден момент, ниту во разговорите на лидерите, ниту во разговорите на комисиите, прашањето да се потпише таква декларација од ниедна страна не беше поставена. Значи, она што вчера беше дадено како информација од страна на господинот Трајанов и Јове Кекеновски едноставно не соодветствува на вистината и можам да ви кажам дека за таа работа можам да се соочам со нив каде сакаат, на која телевизија да кажат кога тоа прашање е отворено. Напротив, ќе ги потсетам дека на нашите средби тие двајцата многу повеќе зборуваа против Зоран Заев како лидер на СДСМ и точно во јасен контекст го кажуваат нивното разочарување од него, а најмалку се зборуваше за нашата позиција према ВМРО ДПМН на целата коалиција. Значи, за сето време, агендата на преговорите имаше и дневен ред. Прва точка, поделба на пратеничките места. Втора точка, финансирање на кампањата. Трета точка, платформа на коалицијата. Значи, ние воопшто не мрднавме од првата точка. Сите разговори досега што се водеа беа и се завршија и разликите останаа по првата точка, а тоа е поделба на местата и носители на листите. Значи, ние не стигнавме ни до втора точка, а тоа е финансирањето на кампањата, а не да зборуваме за она што се нарекува платформа по која ќе се води самата коалиција. И сметам дека она што го направија господинот Трајанов и господинот Јове Кекеновски, можеме да го наречам дека е диверзија на преговорите, затоа што има исто еден интересен момент. Значи, во моментот кога прв пат видовме на порталите дека разговорите се прекинати, јас можам да ве убедам дека комисиите се уште преговараа. Значи, вчера се преговараше до 4 саатот, а информацијата веќе излезе негде пред 3,5 дека разговорите се прекинати. Што само уште еден доказ дека тие свесно ги минираа преговорите за целата ова опција. Не знам што е мотивот, дали е мотивот политички или е мотивот нивната нарцисоидност, да речеме, цело време Јове Кекеновски тука не обидуваше дека според рейтингот тој има 10%, Павле Трајанов не обидува цело време дека има 9%. Ако е така, зошто воопшто ги почнаа преговорите за коалицијата? Тие самите можат да си победат на избори и да си формираат влада. Меѓутоа, ние се обидовме
морам да кажам дека ако нешто се роди во сите тие разговори, тоа е повторно возобновување едно старо пријателство меѓу ВМРО Народна партија и Обединети за Македонија, каде што практично по сите прашања имавме идентични ставови. А каква одлука значи сега ќе донесете? Дали вие со Обединети за Македонија со достоинство ќе идете заедно Значи, да изборите? ние сега ќе побараме сепак став од страна на Централниот комитет, значи да дадат подршка на преговорите повторно за обединување на третиот блок или можеби во конкретниот случај е поточно да се рече на десницата, и можам да кажам дека веднаш после тоа се пројави еден интерес и веќе се направија многу конкретни разговори да продолжи разговорот во таа насока, односно да продолжат разговорите со Обединети за Македонија и со достоинство, и мислам дека дури може да се случи да има тука и многу побрзо резултат отколку сите овие преговори кои траја со овие другите партии. Планирате да коалицирате? би подпишала таков договор да не се коалицира по изборите? Значи, она што можем да ви го кажеме е следново. Ние ги разбираме фрустрациите на господинот Павле Трајанов и на Јовеќе Кеновски од ВМРО ДПМН. Сепак тие се субјекти кои 9 години цицаа од ВМРО ДПМН до претланија, ако се сеќавате, и претпоставувам дека во јаслите на ВМРО ДПМН тие виделе многу тешкотии. Сепак 9 години да издржат, да служат на ВМРО ДПМН е многу голем период, со многу проблеми се соочувале и многу мака виделе во тие 9 години, и од тука можеме навистина да ги разбереме нивните фрустрации према ВМРО ДПМН. Ние ги немавме тие проблеми, ние сепак сме партија која скоро 14 години е опозиција и полесно ни беше на нас во опозиција отколку на нив во власта со ВМРО ДПМН. Така што, ако тоа прашање се постави, ние ќе седнеме и нормално ќе го разговараме. Меѓутоа, значи најодговорно ви тврдам уште еднаш дека тоа прашање воопшто никој не го постави. И значи пак уште еднаш ќе ви повторам. Павле Трајанов и Јовеќе Кеновски повеќе зборуваа против Заев отколку против ВМРО ДПМН во тој краток период додека јас имав можност да комуницирам со нив. Значи можно е да коалицирате со Не, значи, едноставно немаме став по тоа прашање, тоа е прашање кое треба ние да го разговараме натре во извршен комитет, тоа треба да го разговараме со другите коалициони партнери. Значи, тоа е сепак отворена можноста по изборите да коалицирате со ДПМН. Може и пред изборите. Значи вака сега. Значи ајде сега хипотетично ќе ви го поставам прашањето. Значи вака сега. Замислете, ние освојуваме како коалиција 10 до 15 пратеника и ВМРО ДПМН е вели: слушајте, еве СДСМ да не формира влада, ние сме спремни да ви подржиме на вас малцинска влада. И сега ние што ќе речеме? Не сакаме да ви видиме. Значи само една хипотеза ви поставувам како можности. Значи сметам дека тоа прашање е прашање кое може да се реши, може да се стави на маса, меѓутоа значи до овој момент значи има многу други работи кои треба прво да ги решиме за да можеме да поминеме на тоа прашање.